Марина, ти благодарам денес што одвои време да бидеш дел од новиот проект на Гламур и ти посакувам добре дојде. И јас посакувам добре дојде во овој убав простор каде што се договоривме да го направиме ова интервју. Прво сакам да ги поздравам сите од Гламур и да потенцирам дека сте навистина еден од најчитаните портали во Македонија, а овој нов проект па дополнително го поздравувам затоа што за нас телевизиските лица многу значи видео формат, затоа што така знаеме да се изразиме најубаво. Долго време бевте авторка на култната емисија Македониум, по која што сите ние ве препознаваме. После многу години одлучивте да прекинете со проектот и се посветивте на еден бизнис за кој што подоцна во разговорот ќе споменеме. Па да ни кажете зошто направивте таква драстична промена? Прво благодарам на епитетот култна емисија Македониум. Јас долги години бев авторка точно на таа емисија Македониум и мислам дека тоа беше едно сублимирање на сите мои телевизиски проекти претходни. Македониум доживеа стотици изданија и многу ми е драго што од оваа перспектива можам да кажам дека сум се трудела да го потенцирам македонското, да ги потенцирам македонските убавини, да ги потенцирам македонските великани, да ја потенцирам македонската богата историја на еден начин на кој што сите актуелни ликови од политичкиот, естрадниот и социјалниот живот во Македонија можеле да кажат своји ставови, своји размислувања и своји перцепции и своји емоции за Македонија. Драго ми е што го правев тоа, драго ми е што толку многу време од својот живот потрошив точно на Македонија како една единствена тема, со разни модификации. Иако од оваа перспектива сега гледано, во таа култна емисија, како што ја нарекуваат и вие и многу наши колеги, што ми е дополнителен комплимент кога тоа ќе дојде од позиција на колеги. Понекогаш си мислам дека сето тоа што сум го правела многу години отишло во ветер, затоа што реалноста ја гледаме каква ни е. Меѓутоа, тоа време на македонски романтизам јас го нарекувам. Се надевам дека остави доволна трага на македонците, на сите, каде и да се, и дека не се потрошило се бадијала, дека останало се во некој файл, во некој скриено катче од малиот мозок на сите нас, и дека сите тие сознанија, информации и податоци со кои постојано сме се труделе да докажеме, да укажеме и кои сме, и што сме, и зошто не треба да бидеме македончиња, туку македонци со голема М, дека сето тоа некаде оставило своја трага. Ви недостига ли телевизијата како медиум од денешна перспектива? Понекогаш да, иако многу ретко. Морам да признам дека знаете, од позиција на гледач, кога си го вртите каналот, вртите канали, милион канали дека на нашите телевизии, очекувам цело време дека некои од младите генерации ќе продолжат со оваа идеја што ние многу сакавме да ја потенцираме. Гледам дека тоа го нема за жал. И не може да се најде програма каде што некој ќе зборува за Македонија во суперлатив. Навистина ни е премногу од се она што слушаме, од се она што се случува, со што се медиумите преполни. Навистина се случуваат неубави нешта, меѓутоа се случуваат и многу убави нешта за кои што никој не информира. Се надевам дека ќе се појават ликови од младите генерации на кои што ќе се сетат дека Македонија ни е главна и основна тема и дека се поврзано со Македонија е насушно потребно да се прави.
Неизбежно е да го потенцирам ова. Вие важите за една од најубавите и најелоквентните новинарки кај нас своевремено, нели? Уште од македонската радио телевизија ве паметиме. Што не достига денеска кај нас, еве, и во контекст на предмалку што го кажавте, во денешното новинарство, водителство? Јас ја почнав мојата телевизиска кариера со диплома од филозофскиот факултет на А1 телевизија. Тоа сакам да го потенцирам, бидејќи тоа беше навистина нешто ново за мене, нешто што воопшто не го планирав во животот да се занимавам со телевизија и водителство и авторски емисии и така натаму. Меѓутоа во тој период се отвараше А1 телевизија и се создаде една екипа од млади луѓе ентузијасти кои што зрачеа нешто ново во македонскиот етер, во кој што до тогаш постоеше само една телевизија, македонската радиотелевизија. Самиот тој факт влева енергија, влева елан и влева ентузијазам кај сите тие луѓе што беа одбрани да бидат во првиот тим на А1 телевизија, во првата екипа, и тоа беа едни убави времиња кои што никаде не ми се повториле потоа во ниедна друга телевизија, а и сами знаете дека професијата телевизиски лик не ме врзува со телевизијата. Како што и јас во многу телевизии правев разни проекти, едноставно телевизиите ги сметате како сервис каде што може да го пласирате она што сте го замислиле или сте го вообличиле како видеоформат. Сега дојде друго време, нели сега еве и ова што вие го правите, не се потребни гломазни екипи да се сними едно интервју. Не се потребни часови на договарања, колегиуми, организации и така натаму, превози, не знам што. Значи, многу едноставно дојде сето тоа, многу едноставно стана да се пласира видеопродукт, видеоформат, кој што на крајот на краиштата не заостанува воопшто низ она што јас го гледам како квалитет во телевизиите низ Македонија. Затоа велам уште еднаш ја поздравувам вашата идеја, затоа што едно е кога човек чита нечие интервју, а друго е кога нечие око ќе привлече некој кадар. Телевизијата е таква уметност, сме разговарале многу пати. Сите ние гледаме на ист начин телевизија. Ги вртиме каналите, има милион програми, меѓутоа застануваме некаде и не е важно која е таа телевизија, каде што ќе не привлече визуелниот момент, каде што ќе ве привлече ликот од таа страна на камерите, каде што ќе ве привлече убава боја на сценографијата. Луѓе сме, така ни реагира окото. Едноставно, затоа е дополнително потешко од колегите во радио или од пишаните медиуми да се биде на телевизија. Мора секогаш да внимавате како изгледате, мора секогаш да внимавате како седите, како ви е раката, како ви е косата и какво е светлото на крајот на краиштата, затоа што може да потрошите часови и часови на средување, ако е светлото никакво, ќе се разочарате. Едноставно мислам дека е дојдено време на нови формати. Тоа сакам да кажам. Се почести се и популарни подкастите наместо телевизиите, особено мејнстрим медиумите кои што, не знам, иако телевизиски човек се помалку и поретко ги следам. Се надевам дека и вие со вашиот нов проект ќе привлечете уште повеќе посетеност на вашиот сајт. И сега веќе подолг период, ми се чини дека повеќе од 10 години, сте ексклузивен увозник и застапник на хунза маслото од семки од кајсија од Хималаите. Како дојдовте до првиот контакт со кралството хунза? Една интересна приказна која што би сакале накусо да ни ја пренесете. Тоа сепак е резултанта на мојата телевизиска кариера.
затоа што во еден период во тој македонски романтизам кој што го спомнував, слушнав дека постојат некои луѓе кои што живеат на Хималаите, кои што себе си се декларираат дека се македонци, дека не наликуваат на луѓето од нивната околина, дека имаат посебен јазик кој што никој не го разбира, дека нивниот крал има титула Мир, дека го имаат сонцето како символ и така натаму. Значи, многу фрапантни информации одеднаш добив за тие луѓе. Меѓутоа, во тие далечни години беше многу комплицирано да се организира сето тоа, знаете, да се отпатува таму, за да се најдат тие луѓе. Тоа беше подвиг. И јас чекав неколку години откако ја слушнав таа прва информација и се надевав дека некој од колегите мажи ќе го направи тоа, испровоциран се разбира по-македонски, дека тоа е едноставно таква провокација за некој што се занимава со македонско истражувачко новинарство, да нема поголема. Меѓутоа, поминуваа години, ништо од тоа не се случуваше. До оној момент кога јас се запознав со еден господин во интервју во емисија, исто како вие сега, како нашево интервју многу слично, меѓутоа тој не живееше овде, живееше во Швајцарија. Ми го препорачаа едни мои пријатели дека е дојден и дека заслужува човекот да биде направено со него едно интервју во Македонија. Господинот се викаше Владо Ралев, покоен е веќе, за жал. Меѓутоа, во тие години беше и успешен бизнисмен, со успешни бизнеси по светов, и македонски конзул во Швајцарија и така натаму, уште неколку функции. Во интервјуто, кога во еден момент спомна дека 10 години живеел во Пакистан, каде што имал своји фабрики за преработка на памук, јас го прашав дали слушнал за народот Хунзи. Се уште се сеќавам на одговорот. И после многу години тој се сепна и вика: "Дали сум слушнал? Па јас сум бил кај нив." И тоа беше, јас прв пат запознав човек што бил кај нив. После емисијата се продолжи разговорот околу Македонија и околу сите аспекти на Македонија, затоа што јас имам една реченица што ја користам многу долги години. Нели ние, особено скопјани, сме се научиле дека е Македонија од Водно до Скопска Црна Гора и толку завршува муабетот. А Македонија е многу голема и многу широка и е непресушен извор на теми, ако сакате да се занимавате. И границите се многу поголеми отколку овие овде. Сите знаеме историја, сите знаеме овие граници кога се воспоставили, кога настанале како вакви. А кој малку прочитал историја знае докаде биле и каде се по логична последица на нештото може да најде македонци, се разбира. Така да господинот Владо Ралев се нафати да го организира првото патување до Хималаи, до Хунза, во Пакистан, и го направи тоа на еден начин на кој што јас се уште се чудам како му успеа, меѓутоа кога видов таму колку го почитуваат и колку го ценат, се ви е јасно, помагал на многу луѓе. Така да првата средба со народот од Хунза беше во далечната 2005, точно пред 20 години. Иако сум правела и сум работела многу проекти во животот, сепак документарниот филм од Хунза, мислам дека ја одбелеша мојата телевизиска кариера и луѓето ме препознаваат по тоа. Ама јас викам, добро е, нели? Добро е. По нешто убаво ме препознаваат, затоа што пак кога ќе се навратим пак на вашево прашање, да го завршам и така одговорот. Што се гледаме по телевизија, тоа е, како да ви кажам, не е ни чудо што се помалку луѓе гледаат телевизија, си вклучуваат YouTube, си вклучуваат интернет портали и си го одбираат точно на што им треба.
кога појдовте таму, што би беше прво што така ви падна во очи? Какви се хунзите како луѓе? Какво е нивното секојдневие? По што се специфични? Првото патување беше можеби најнеобичното. Се разбира, како една непознаница која што допрва треба да ја откриете. Меѓутоа, ние имавме авионски карти, значи кога слетавме не во Исламабад, во Карачи слетавме првиот пат, што е скроз долу на југ на Пакистан. И од таму имавме уште еден авион до Исламабад, па од Исламабад имавме извадено авионски карти да стигнеме до еден аеродром што е најблиску до Хунза. Тоа е на 130 км од Хунза, што патот го правеше многу поедноставен. Меѓутоа, ние останавме во хотелот 4 дена со картите во джеп, затоа што авионот не полетуваше. Тоа се едни мали авиончиња кои што треба да ве однесат преку Хималаите. Иако има малку облаци или ако има некој посилен ветер, според прогнозите, тие воопшто не полетуваат. Така да ние чекавме 4 дена да полетаат, да полета авиончето, не полетуваше. Петиот ден одлучивме да изнајмеме джип и со джип да го извозиме тој предел. И тоа извозување траеше 14 часа. По едни безпаќа, по едни сурови предели, знаете како, погледнувате вака од преку прозорот, гледате долу провалија од 300 метри кај што тече реката Инд и си викате, Боже Господе, само да стигнем таму, зашто не дај Боже, ако се превртиме, никој никогаш нема да не најде. И стигнавме во Хунза ноќе, доцна ноќе, може 2 или 3 ноќе беше. Се сместивме во хотелот. Утре дента доручкувавме и отидовме на првата прошетка по главниот град на Хунза, Каримабад. И тоа што се случуваше, јас не можам да го објаснам со зборови. Значи, прво ми приоѓаа луѓе, ме прашуваа дали сум италијанка, веројатно им личев на италијанка. И на англиски, се разбира, сите зборуваат англиски. Ми викаат италијанка, јас викам не, македонка. И тогаш се случува пауза од 10 секунди, тие ги отвараат очите и не им се верува. Како македонка? Ама вика, и јас сум македонец. Епа супер. Значи, јас сум македонка и ти си македонец. Значи, тоа е првиот контакт со нив. Особено ако кажете дека сте македонци. Тие тоа го кажуваат на сите можни странци што им доаѓаат таму. Меѓутоа, ретко им се случувало претходно да дојде некој македонец или македонка. Тогаш се развива тоа НЗС и едноставно тие комуникации од тогаш не престана еве до ден денешен и после 20 години. Какви сте како луѓе? Какво е нивното секојдневие таму? Што е тоа посебно што го прави самото место, самите луѓе? Прво, тоа се Хималаи. Подножје на Хималаи. Сега во тие подножје на Хималаите има зелени предели, долини ги викаат тие. Како оази во пустините. Нели, каде што има нешто зелено, има вода и така натаму. Тие толку многу ги култивирала тие зелени места и се населени точно во таквите подрачја. И се научени да живеат со природата. Значи, тие се научени да живеат колку што ќе даде Господ. Научени се во текот на летото, во летната сезона да собираат се што дал Господ, нели, по нивите, по бабчите, по градините. Секоја ливче, секоја тревка, секоја кајсија, која што кај нив е култно растение. Значи, кајсијата, јас прв пат видов колку некој може да придаде значење на она што го дава природата и да го доведе до ниво на култ. Зашто кај нив статусот и богатството на едно семејство се мери според тоа колку кајси имаат во дворот засадено. И дури момче кој оди да бара девојка за невеста, таткото на невестата го прашува колку кајси имаш во дворот, како еден од атрибутите, нели, или позитивностите што би требало да ги има младоженица. Тоа се луѓе кои што
не знаат што е криминал, не знаат што е лажење, не знаат што е превара, немаат полиции, немаат затвори, што е невозможно да најдете нели во денешниот 21 век. Секогаш се насмејани, се наблажена насмевка и многу долговечни. Значи, тие се феномен во светски размери според долговечноста. Колку долго тие луѓе живеат, колку е нивниот животен век. Можеби тоа беше првата фасцинација. Особено ако се има во предвид фактот дека тие се раководат според една своја мудрост и дефиниција дека од овој свет треба да се замине заради старост, а не заради болест и со поматен ум. Пристапувајќи кон животот на тој начин, јас мислам дека единствено тие на планетава Земја го постигнале тоа, дека се умира од старост, а не од болест, и тоа на години над 100-та. Што јадат хунзите? Дали ова масло што еве денеска вие го донесовте од таму директно во Македонија е нивното секојдневие? Освен маслото од сенка од кајсија, кое што ние го нарековме хунза, затоа што првпат во животот извеза некаде од маслото. Маслото стигна во Македонија првпат во нивната историја. Тие јадат се она што нуди сезоната. Значи, повеќе се вегетаријанци, иако знаат да каснат и месо, но поретко. Маслото од семка од кајсија го произведува секој сам во својата куќа. Тоа масло го користат за исхрана, за готвење, за козметика. Им даваат на бебињата уште од нула, значи од првиот ден, тоа навистина го видов со своји очи, дека тие им ставаат по неколку капки во устата на бебињата, за да имаат мирна ноќ, да немаат грчеви во стомакот. Маслото од сладки семки говорам, за децата и бебињата е маслото од сладки семки, зашто има два вида, од гочливи семки и од сладки семки. Зборувам за сладките семки, кои се препорачуваат, нели, за децата. Ги мачкаат бебињата после бањање, како ние што ги мачкаме со разни масла, улја и така натаму. Тие го имаат само тоа улје и не им треба подобро. Значи буквално за се го користат. Буквално за се. За косата, жените го користат, си прават маски на косата 2 пати месечно или еднаш неделно, кој како сака. Ми го кажаа дури и начинот како тие го прават, како што со векови трае таа рецептура за здрава коса. Од почетокот на коренот до крајот земаат прамени, ги мачкаат со маслото, преспиваат така преку ноќта, утре дента си ја мијат косата. И косата е сјајна, косата е густа, значи жени со такви коси јас немам видено на друго место на планетава Земја. И се разбира, тоа се должи на оралната употреба, меѓутоа и на надворешната. Дали тие кајси се некој специфичен тип на кајси или се истите како и оние кајнас кои што ги имаме? Во хунза има 44 видови на кајсија. Тие сакаат да раскажуваат дека семињата за тие кајси што ги насадиле во хунза дошле од Македонија, дека во времето на Александар Македонски, војниците од неговата фаланга, од кои што еден дел останале на оваа најисточна точка што македонците ја освоиле, тоа е точно Хунза. Секој што читал малку историја од тие времења знае дека Александар таму оставал секогаш по 5 до 10 луѓе на секое освоено место, на секоја освоена точка. Еден од тие 5 морало да биде благајникот, другиот не знам што, меѓутоа теоријата нивна е дека од тие луѓе што останале до денеска, после 23 века, е точно настаната Хунза, кралството Хунза, населението во Хунза, значи кое што носи корение од овда. Кајсиите исто така потенцираат цело време дека се донесени од Македонија, вика, нашите кога иделе
пред многу векови си имале семки, засадиле, па ние сме ги размножувале, па ние сме ги вкрстувале и така натаму. Така да денеска има 44 видови на кајсии. Значи, тоа се многу умни, многу паметни, многу мудри луѓе кои што знаат како да функционираат со законите на природата. Кај нив нема ГМО, нема хемиски средства за прскање на кајсиите, меѓутоа секој плод е исклучително значително поголем од плодовите овде кај нас и покрај сите заштити и химиски препарати. Во една шега ќе ви кажам, ми беше дојден на гости Ирфан Карим, мојот пријател од Хунза пред известно време, и ми донесе нормално исушени кајси и семки од кајси, како семки, други некои специфични работи за Хунза, меѓутоа извади на масата и јас му викам, суви сливи, па да, викам, имаме и ние во Македонија. И он ми вика, сестра, ова не се сливи, ова се црешни, значи црешните во Хунза се големи колку нашите модри сливи, како да ви кажам, и кога ќе ги сушат, а тие се сушат во текот на зимата, мене ми изгледа како сушени сливи, а всушност биле сушени црешни. Значи, она што го прави посебно Хунза маслото е поднебјето каде што кајсиите растат. Тоа е тоа што и го дава тоа лековито својство кое што го има. И сега веќе 10 години сте увозник на Хунза маслото, малку да ги информираме гледачите, бидејќи можеби многумина не знаат дека директно произведено оттаму ви го праќаат вам, па вие потоа го пакувате и го дистрибуирате до нашите аптеки каде што можат нашите граѓани да го добијат. Морам да кажам, во оваа прилика, како сето тоа започна. Јас навистина го обожавам маслото од кајсија во Хунза, од секогаш, од првиот момент кога сум била таму ми се допаѓа. Ми се допаѓа вкусот на марципан, на семка, и се изгледа поинаку кога ќе се сготви со Хунза маслото. Например, наутро ми правеа палачинки со тоа масло и јас не можев да го заборавам вкусот и си носев одредени количини секогаш кога ќе патував кај нив и се враќав. А сум била до сега 5 или 6 пати. Последниот пат беше, конкретно за како се појави идејата за да се донесе Хунза маслото во Македонија. Значи во 2010-та бев кај нив. Во текот на летото се вратив во Скопје есента и за жал се диагностицира кај мене една онколошка диагноза. Што беше шок. Тотално шок. Затоа што, знаете, не сакам да се претвори сега разговоров, меѓутоа тие болести онколошките се многу, не знам кој македонскиот збор, ја ги викам подмукли. Значи не можете да претпоставите што се случува во вашиот организам се до оној момент додека нешто не се манифестира. Во тој момент кога мене ми ја диагностицира диагнозата, јас сето тоа што го имав донесено како масло од таму ми беше поделено по пријателите. Значи дома имав уште многу малку. Кога слушнаа што ми се случува, прво што беше се организираа да ми испратат масло, поголема количина за да имам, да не ми се случи пак да немам, да ми е све раздадено по пријатели и роднини и така натаму. И поминаа таква сложена процедура, затоа што првпат во животот го правеа тоа. Првпат во животот тие прават извоз на некој производ свој, особено па на маслото, кој што треба анализи хемиски, витамински, не знам какви, па лаборатории кои што се далеко од Хунза. Меѓутоа, тој долготраен процес тие го направија целосно заради мене, да ми испратат масло. И во тој момент, не знам, некако ми падна на памет дека ништо не би направила ако сега маслото стигне само заради мене, знаете. И им пишам веднаш, велам, штом сте го поминала сето ова, пратете малку повеќе, нека има и за други луѓе. И така сето тоа започна. Така тие прв пат во својата историја пратија некому од своето драгоцено масло.
тие ги викаат златни капки и тоа се навистина капки вредни како злато, што ги создала Господ, природата и човечката рака. Го прават маслото се уште по стари древни рецептури и затоа го има сочувано тој квалитет и тој вкус и сите витамини што ги содржи во природна форма, значи не променети, што пак организмот веднаш ги прима, за разлика од витамин во капсуларна форма или во не знам како, кој што му треба време да стигне до секоја клетка. Значи ова е еден сосема природен препарат кој што има многу бенефити. Зашто Не, точно сте да, користите? не е само за онколошки диагнози. Онколошката диагноза и ова како делува маслото е посебна приказна, многу накратко за тоа ќе ви раскажам. Меѓу другото, семката од кајсија содржи B17, што е најголем сојузник во борбата против канцерогените заболувања. Многу стручњаци правеле разни истражувања за B17, уште 60-тите години од минатиот век е прв пат изолиран и наречен B17 од американски лекар Ернест Крепс, кој па што го нарекол B17 затоа што во исто време во Америка го промовирале најнов бомбардер во авиацијата, некој си, што бил до тогаш невиден. Бомбардерот се викал B17, затоа и докторот Ернест Крепс го нарекол и овој елемент во маслото го нарекол B17, затоа што во еден микрокосмос на една дегенерирана клетка од карцином, B17 делува како бомбардер. Практично тоа е аналогијата и асоциацијата. Иако, значи, освен B17 има витамин А, витамин Е, сите Б витамини, витаминот Д, омега-3, омега-6 и омега-9 ги нема ни еден препарат како 3 во едно, што во маслото може да се најдат. Мене ми е многу драго кога го носам маслото на анализи. Јас сме правеле анализи секаде, и во Белград, Загреб, во Италија. Сега последнава анализа ни ја правеа тука во Институтот за јавно здравје. И јас сакам еве во оваа прилика да им честитам каква лабораторија успеале да направат. И дека веќе во Македонија, исто и во Македонија може да се прават такви детални анализи, не мора да се патува во странство за да го проверите квалитетот на својот производ до најмал детаљ, до најмал елемент што го содржи во составот. Бидејќи говориме за масло кој што има многу големи бенефити. Да. Па би сакала до нашите гледачи да информираме каде се може да го купат маслото, каде можат да го најдат и како да го употребуваат, за да биде нели од корист. Има многу едноставно дозирање. 15 капки наутро и 15 капки навечер. Тоа е се што ви е потребно да го нахраните организмот со сите витамини во природен облик. Освен витаминот С, затоа им препорачувам на сите, она што го правам јас. Наутро кога ќе се разбудам пијам чаша млака, вода со половина лимон, така го внесувам витаминот С, а после се друго има во маслото и не се замарам со тоа, нели што кои витамини, кои додатоци или не знам што треба да пијам. Го има во сите аптеки во Македонија, тоа ми е многу драго, значи сите овие години ние успеавме да направиме една дистрибутивна мрежа, да е маслото достапно буквално на секоја улица во секој град. И сега би сакала по повод вашиот нов проект да објавиме и нешто како еден заеднички, можеби, заедничка идеја. Баш ќе ми биде драго да слушам зашто е да, сега моментот. Значи, ова интервју што го правиме сега, што ќе го следат преку Гламур, да, гледачи во случајов, се нели до сега бевте само читатели, сега имате и гледачи. Значи, секој оној кој што ќе го сподели на 10 луѓе нашето интервју, ќе добие на подарок на својата адреса, дома донесено масло од семка од кајсија
од горката и од сладката. Значи еден комплет од масло од сенка од кајсија за сите оние што ќе го споделат 10 пати нашето интервју. Мислам дека е окей вака и ќе им се допадне на луѓето и особено сакам тоа да бидат луѓе што не го пробале, затоа што во Македонија нели има многу луѓе што си го користат секојдневно сите овие 10 години откако е стигнато. Меѓутоа секогаш има и луѓе што не слушнале и не го користеле. Така да преферирам тоа да бидат такви гледачи. Затоа и го правиме овој разговор со цел нели да допре повеќе до гледачите, за некој ако не знае, еве да дознае дека постои такво масло, а убаво кажавте и пријатно ни изненадивте со ова што го кажавте како награда до оние кои што ќе го споделат, за да си го добијат еве на домашна адреса и да си ги како да кажам да ги дознаат бенефитите, а и нели кога ќе почнат да го практикуваат во секојдневието, да им биде од корист за нивното здравје. Многу е важно, сакам да напоменам дека не знам, во последно време ме прашуваат, ама зашто немаш никаде не оди реклама за хунза маслото или не знам. А јас им викам затоа што хунза маслото се споделува од човек на човек. Оно што ќе мислам и навистина ми се допаѓа тој начин на функционирање, значи тој не класичен маркетинг, нели, за да видите вие рекламен спот за да си купите некој производ, што е нели нормално, вообичаено во наше потрошувачко општество. Меѓутоа овде станува збор за еден сосема друг модус и друг формат. Значи овде оној што ќе си го купи, го препорачува на мајка, на комшика, на сестра, на ова, на она. Само да кажам дека постои можности да си го нарачаат директно од кај нас. Ја имаат нашата веб страна Hunza Oil, ќе ја најдат, може да ни се обратат да искомуницираат. Тоа е според мене најубавиот квалитет што се постигнал со увозот на Hunza масло. Кога еден човек што почнал да го користи, ќе си го купи повторно и повторно и повторно и не сака да остане без него. И не само тоа, туку го купува и да го подари на своите блиски. Тоа е најубавиот маркетинг, да. И сега би сакала да ве прашам за еден момент кој што и покрај, сакам да кажам, годините и возраста, навистина изгледате убаво. Имате прекрасно тело, прекрасен изглед. Како успевате да изгледате така? Која е вашата тајна на нега за вашата убавина и за вашиот изглед? Многу благодарам, Вики, што така ме дефинираш. Да. Јас, навистина, не знам, и многу ме прашуваат, многу жени особено ми пишуваат и на Facebook, и на Instagram, и така, што користите. А велам, стварно не користам ништо посебно, освен Hunza маслото, навистина. Затоа што, освен нели, тие 15 капки наутро и 15 капки навечер, што ги примате орално, во текот на денот може да си нанесувате колку сакате. А особено е важно навечер кога ќе го исчистите лицето, да си нанесете убав слој на масло со лесна масажа и да си спиете така во текот на ноќта. Затоа што делува на два начина. Тоа што сте го примиле орално, после известно време предизвикува создавање на колаген. Нели? Значи, вие и внатрешно, и од внатре се разубавувате, значи ви се исполнува кожата, квалитетот на кожата станува друг, сјајот станува друг, цврстината станува друга. Особено е многу важно за возрастна кожа, значи над 50 години да се користи. И сите мои пријателки, значи место било какви креми го користат Hunza маслото. Така да мојот рецепт е тој, немам друг. Се се должи на ова магично Hunza масло. Каде ви е поубаво, во Гари или во Владимирово? Тоа се две различни убавини, сега вие ме прашувате за нешто што ни сама вака не може да го одговорам, иако сум си размислувала. Затоа па и во Гари, во Владимирово, нели, ги менуваме на секој викенд или на секој два викенда со Горан.
Ако сме во Владимирово, па следниот викенд одиме во Гари, па следниот бевме во Гари, па сега ќе одиме во Владимирово и така натаму. Со тоа што сега се разбира, Гари си е мое, најмое, и Гари е за мене проекција на една многу давнешна желба да си направам таму куќа, која што си ја направив. Гари е за мене, сум спомнала и често пати, не знам дали би ја менувала таа дефиниција за да изразам мојата емоција. Кога велам да, Гари е мојата духовна вертикала, јас сум тоа, затоа што имена ме носеле на распусти во Гари, како што и моите мајка и татко го носеа син ми Дамјан во Гари. Веројатно тоа се пренесува несвесно или подсвесно се пренесува како едно место што си е мое, што си го сакам, а е многу убаво па. Знаете, сега не дека е мое, не дека си го сакам. Навистина е едно ретко место. Сега во новата куќа тоа е уживање. Ние многу често сме таму и ни доаѓаат и пријатели. Впрочем, за тоа и сум ја направила таа куќа, да се собираат пријатели, да има место кај да преспијат, зашто во Гари не се оди од сабајле до вечер, туку се останува барем еден викенд. Уживаме кога седиме на нашата тераса и имаме поглед дола за Рополе, а под нас Бучит, што викаме ние во Гари, Бучит реката, и тоа ти така го нивелира мозокот и такви убави фреквенции дава да можеш со сати да седиш, да гледаш во далечината, да ја слушаш реката и ништо да не избориш и ништо да не правиш. И да се регенерираш додека си таму, затоа што се враќаш после во Скопје и треба енергија и сила. Го спомнавте Дамјан, веќе е возрасен, вашиот син. Каква мајка е Марина и каков син е Дамјан? О, каква мајка, предпоставам дека сум добра мајка, со тоа што сум успеала да направам од него добро момче. И навистина сум горда на него. Дамјан дипломираше на меѓународен маркетинг и менеджмент и сега многу ми помага во фирмата, работи заедно со мене и многу од обврските му препуштив веќе нему. Фала му на Господа што е така, затоа што како течат годините стануваме се поуморни и убаво е кога можеш дел од обврските да препуштиш на своето дете. Децата си растат, се разубавуваат, еве како и Тијана твоја станала убавица и мојот стана убавец. Многу брзо растат, по нив гледаме како тече времето. Дамјан си го сака Гари, се разбира, зашто тој е па мијак и по татко и по мајка, и дедо му Блаже и дедо му Милутин, двајцата покојни беа мијаци, татко ми од Гари, дедо му Милутин од Галичник. И детето си ја има таа невидлива нишка што го поврзува кон тој крај. Сака да си ги слуша зурлите и тапаните, ужива на ист начин како што јас уживам во нив. Тоа е веројатно нешто што сме го пренесувале без да бидеме свесни, меѓутоа добро е што ги примиле сите тие убави нешта. Нешто што би сакала да споменаме е тоа што веќе повеќе од, ми се чини, 9 години сте заедно со Горан. 10 славевме ова лето. Да. Да ви се множат. Можеме ли да очекуваме наскоро тоа официјално, некако да го заокружите овој јубилеј, да го официјализирате? Може ли со такво нешто да не изненадите? Не, најофицијално што ќе заокружиме е 20 години. Затоа што, знаете, тоа официјално нешто не ни значи многу ни на мене, ни на него. Тие официјални работи што сме ги имала и јас и тој завршиле неславно. Така да, во официјалноста не гледаме некој квалитет. Нели, зашто нешто да биде официјално, кога си има доволни квалитети и си функционира како што треба на еден друг начин, што многу мина, нели го мислам за јавноста е неофицијален. Меѓутоа ние го преферираме, па тој неофицијалниот. Која е тајната на тоа да се гради вака убава една љубовна врска и да трае? Јас кога го запознав Горан, запознав еден многу искрен човек,
со една широчина на душата што ме фасцинираше, уметник, на свој начин сосема необичен, далеку од моето милие, моите кругови и така натаму, нели? И мислам дека како течат годиниве, се повеќе сум убедена во тоа дека е најважно, прво е најважна љубовта. Љубовта, а за да љубовта трае, нели љубовта треба да донесе со себе и доверба, и подкрепа, и поддршка, и разбирање, и наоѓање еден на друг. Едноставно, тоа функционирање заедно е една таква симбиоза, која што ако сте се погодиле како карактери, како ликови, само ги надградувате. Тие финеси или ситни нешта, кои што на крајот сепак се главни. И уште еднаш ќе повторам довербата во еден човек, искреноста во еден човек, начинот на кој ја манифестира љубовта кон вас, исто така е многу важно, да сте убедени и сигурни во секој момент дека тој човек да вас ве сака исто толку колку што вие го сакате него. Ми се чини тоа е можеби најглавната реченица од ова, како да го опишем заедништвото. И тоа ве прави исполнети и среќни и комотни на крајот на криштето. Марина, ми беше многу големо задоволство што денеска го имавме овој убав разговор, а бидејќи го спомнавме Гари, се надевам дека ќе се договориме да поидеме заедно со екипата на Гламур, да ви дојдеме на гости во Гари и некако да го пренесеме до нашите гледачи целиот тој магичен дел на Гари, онаа магија што ја има целата таа природна убавина во која што вие секогаш кога ќе поидете уживате. Ќе ми биде задоволство и ќе ми представува радост да ми дојдете на гости во Гари. Ти благодарам уште еднаш. И јас благодарам.